Е, па од 8.300, ако може некој да обстани, пример, еве да речам, да не е навредам, владава, без навреда, со 8.300, еве јас ќе му ги поклонам да видам колку може да успее со 8.300 да преживее. 5 души. Ами за ними, башка за деца. Само работата ми останува, ништо друго. Што се малтретирам и со деца, и ние и на тутун, и сами оставени да седа, што се вика на Господ. Прво ќе се прекрстам, па ќе берам тутун, на ова дури бериме го мислиме, дали станало, дали паднало, или не паднало, или јало, или не јало. Тоа е, значи, село вистина, с неоптеретен, нема трудоич, не ни е ценет, не ни е платен нич. Јас сум Сонја Пусовска, 41 година, живеам во село Светомитрани и мајка на 3 деца, Валентин 20 години, Бобан 7 и Теодора уште малку 4 годинки. Тие ми се најголемото богатство, значи со нив се легнува, со нив се станува. Прво одиш да го видиш детето, после на нива, или си идиш од нива, прво одиш, пака и детето да го средиш. Мамо, кажи ме. Добро. Ова е само растено, е од дома оставано, од 40 дена е в количка. Сама растена, сама гледана, донезе шишинцата. Ова исто така и сега поголем кој е прваче и со него треба че си дојди да напиши домашно. Големи и тој си има своји обавези, учат онлайн. До некое време треба да седи на настава. Од тука е со козиве. Значи за мене одмор фактички многу нема. Самиот сектор земјоделство во нашата држава се уште спаѓа во неформалната економија. Според последните статистички податоци, 52,3% од работниците се во неформалната економија, а најголем дел од овие работници се жени, кои што најмногу спаѓаат во категоријата на домашни работници и неплатени семејни работници. Позитивно што има многу работа, ама не е платено. Тоа е негативно, значи не е платено. Еве до сега субвенции не се пуштени ни од тутун, ни од козиве. Никој за ништо немаме субвенции земена, од нив чекаме. Сега иди време орање, па садење. Сето она ние го плаќаме, пошто ние трактор немаме. 3 години соред, јас сум веќе 4-5 години регистриран земјоделец. 3 пати соред аплициравне, не го добивне. Значи во документ, назад повратниот документ, ни беше образложено дека сето е во ред, ги имате условите, барањево е сето како што треба во ред, исполнувате услови, ама трактор нема. Зашо беше причинава, не знам. Беше најавено минималец за жени земјоделци. Ниту тоа не го добивме. Она што самиот факт дека се во неформална економија ни наговестува дека се соочуваат со голем број предизвици во стварување на нивните работнички права. Тоа што е пристап до пензиско здравствено осигурување,
пристап до права што произлегуваат од Законот за работни односи, сепак ги ограничено во остварување на другите права од Законот за здравствена заштита, како што е правото на платено отсуство поради болест, грижа за дете или грижа за член од семејството, и она што ние го детектираме ностоп како проблем, тоа е неправото на користење на платен надоместок за отсуство при раѓање и мајчинство и грижа за дете. Породилно не користеме. До сега, еве, и за ниедно од децава немам користено породилно. Сега за од државата само за незе што го земам ова како додаток за трето дете, значи ништо друго. Ништо друго. Оно што не е обезбедено во руралните средини е пристап до установи за грижа на деца, пристап до социјални работници, пристап до информации за можности според закон и мерки кои што се креирани да ги поддржат жените и воедно и семејствата. На село ние од то за то ги вртиме парите. Не се за луксус, пример, в село париве не се за луксус да седнеш, нема ни кафана, нема ни кафич, нема ништо. Треба да обезбедиш еден скромен живот за храна и за облека за децава, ајде за нас. Како ќе се снајдиме, така ќе носиме. Ама и сирењето на човекот ќе му кажеш 250 денари, ти вели имат НП-наки, дури го носевне на пазар, ами ете потаки имат за 150 денари 180, па земи си отаде. Значи јас, сето е кај мене природно, тој отаде може не знам со што го прави. Ама одма ти е турка цената, фактички те навредува. Да младите треба да му се помогне, ајде ние постарите веќе како така се крполкаме што се вика, ама младиве за да застанат на здрави нозе, стварно треба државата, за да не бега надвор од државата, треба да се поангажира малку. Без разлика кој да е на власт, мора власта да преземи прво младите да остана тука. Не сум размислувала доколку би имала магично стапче што ми направила, ама ете, прво што ми треба би го чукнала тракторов. Друго ништо. Тој ми е најпотребен. Друго, колку ќе си можеме, толку ќе се сработиме. Значи да треба и работата да ни биде ценета, платена. Со некои големи примања не снели, фала Богу, тоа што е, ние, значи, сработено со труд, но никого ништо не земено. Сето ние наше спечалено, наше сработено. Селото, рекле, го храни градо, а не го храни градо селото. Значи, ние треба да произведеме за да има и во градо.